Civil Media. Тогаш констатирав дека резултатот на ВМРО-ДПМН е практично слабиот резултат на СДСМ на власта, бидејќи во тој краток период од преземање на власта па до овие претседателски избори не испорачаа многу очекувања од граѓаните и многу од луѓето останаа дома. Направија воредни напори, си ја признаја грешката, ги мотивираше партијата и воопшто коалицијата да излезат луѓето со ветување дека ќе заигра и метла и правосмукалка и не знам уште што, и тоа кај луѓето влеа надеж дека сепак реформските процеси и сите други околности во редот на кадровската политика ќе видат некои поспособни луѓе на разни места каде што се трошат државните пари, каде што буџетот функционира, во разни фондови, агенции, не зборам само за владата и за министерствата. Ете, тоа е, мислам, мотивот што луѓето ги извади од дома во поголем број. Едниот мотив, според мене, и вториот е што македонското општество и македонското граѓанство, ако можам така да се изразам, има малку трема од професоркиве, се граѓанизира на некој начин, за разлика од тоа етнизирање, нели? И се граѓанизира во смисла дека ја покаже таа прозападна ориентација, прореформска ориентација, проевропска ориентација, ако сакате и пронато ориентација, и тие луѓе имаја мотив да не го остава тој процес рискантен, нели, да пропадне во крајна линија, во еден добар процент, доволно за пристојно да успеат изборите и Стево Пендаровски да стане претседател. Гледано аналитички и политички, сега ќе се обидам на вкупниот овој изборен процес за претседател на Република Северна Македонија, мислам дека заклучно со овој втор круг сите се победници, поразена е само професорката, односно кандидатката Гордана Силјановска. Во една смисла, победник е власта, СДСМ во коалиција со ДУИ, кои сепак успеја 2-3% повеќе да измакнат, вклучително и од албанскиот електорат, и ДУИ. Може би малку беа попасивни сега Алијанса и БЕСА во однос на првиот круг, може би, треба да видиме, анализите ќе покажат натаму, но факт е дека и ВМРО-ДПМН знаеше од почеток и во првиот круг дека Гордана, предпоставам дека знаеле дека Силјановска нема шанси да стане претседател, но им требаше таков некој непартиски кадар на тоа ниско ниво на партијата да повлече, за да може претседателот Мицковски и воопшто водството, актуелното новото водство на ВМРО-ДПМН да покаже раст. И навистина покаже во однос на локалните избори, кога доживеа дебакал, освоија нешто повеќе. Сега, ако имаат 30-40 илјади гласови, не сум сигурен да видиме, не ги знам сега бројките последните 2 часа, повеќе тоа е уште една надеж, за и натаму да провоцираат парламентарни избори, ако не воредни, барем на редовните, да анимираат гласачко тело и да кажат дека, но тезите што ги тераат, како одгроевизмот сега за евизам, не им држат, луѓето ги препознаваат тие лаги. Не може од еден режим за 1 година и пол да стане режим, па тој е визам да го употребиш како форма, не знам, ќе го објасни најческа, предпоставам, малку подлабоко и попластично. Значи, едноставно ја почна искривена кампањата. Силјановска се трудеше и Мицковски од почеток против ранковниот, против се буквално, значи се не чини, за на крај полека да врта топката, но таа не се врти така. Луѓето препознаваат и не се вчерашни, македонското општество и политички веќе созре, и македонското граѓанство. И едноставно се определи за Европската унија, за интеграција со побрзи чекори. Не велам дека ВМРО-ДПМН и Силјановска не би оделе во тој правец, но со многу кочници, со многу спреги, со многу некој романтизам, уште оптовареност, со уште некои флоскули од 19 и 20 век. Ние, Македонија влезе со ова северна, не знам ако можам тоа да го кажам, ќе јадам ќотек веројатно од политиколозите. Ова е трета Македонска република. Ако првата била од Аслом до 91, па втората до Преспанскиот договор или до новиот устав, до новото име, бидејќи отвара нови перспективи, време да се размислува малку поинаку, веројатно малку поза 21 век, веќе навлегуваме во средината на тие декади. Не ми е јасно како тие политички структури се уште толку оптоварени со нешто што не поминува. Ние да сме некоја голема држава, Кина, Индија, не знам, Америка, па да речеме добро, има едно мнозинско население кое ќе турка некој романтизам.
Ние мораме да бидеме рационални и практични. Јас само сакам да не бидам сега погрешно разбран овде како гости на Цивил. Цивил и другите наблюдувачи завршија веројатно огромна работа. Ова што Џабир Дерала сега го констатираше за неправилностите, мене ме радува и како граѓанин што детектира главно институционални неправилности. Значи, јас и после првиот круг со жалење констатирав дека и новинарите и медиумите сите извештаи ги почнуваа, изборите течат мирно, сите јавувања нема инциденти, ние сме толку фрустрирани, толку исплашени кога ќе слушнеме за избори првата информација дека треба да има негде крв, тепачка, не дај Боже пукање, значи навикнавме на тоа. Ова не се точно скандинавски, не се мождани западноевропски во развиените демократии, но факт е дека потврлија институциите, а не граѓаните. Значи, граѓаните се над институции, не само што добиваат хонорар, него тие луѓе се главно државни службеници или припадници на политички партии. Ако председател на партијата се однесувал така, па што очекувате од членовите на одборите кои се припадници на тие партии. Но како и да е, мислам дека имаме и квалитативен чекор, културолошки во таа насока, можда грешам. Не знам, но тоа е моето чувство. Ќе видиме натаму што ќе покажат анализите. Цивил медија